You'll always have passion. Обичен стек ќе земеме малку во комбинација со запилешко балсамико за Дики. Денеска ќе ни биде гостин Дики Тавитјан, музичар. Се договоривме да му направам нешто што пробал таму некаде, мислам дека. И тоа ќе биде пилешко балсамико. Свеж пилешки стек од жива во тинекс. И ќе земеме малци балсамико оцет, тоа се пропржува, ќе видите како се спрема. И мислам дека имаме прав вистински погодок со пилешко балсамико. Денеска ќе патуваме со Дики Тавитјан. Дики Тавитјан по презимето допатувал од негде. Ајде почнеме прво од таму. Од секогаш ми било интересно тоа презиме, невообичаено, мислам дека знам од прилика, ама еве на кратко. Од кај ни допатува тоа презиме? Ерменско. Земја која се наоѓа близу Русија, вака најкласично да објаснеме за гледателите. И е, како да ти кажам, една од христијанска земја, значи, христијанска култура и вероисповест, што се вика. И многу е слично на Македонија по многу нешто. Значи, тука сме со население од прилike, во иста година сме добили независност, да речеме. Значи, можам да кажам, дури менталитетот не е сличен, мислам, колку што може да биде. Си бил во Ерменија? Во Ерменија не сум бил, а баба ми и татко ми да. Значи, ја се уште не сум бил. А баш оваа година прв пат ќе идем и тоа концертот, значи, да си ги видам корените што се вика. Но тоа што сум слушал и тоа што познам за земјата, мислам, има доста аналогии со нашава култура, дефинитивно е многу интересна. Браво, интересна земја. И се прикazната како е, мислам, отприлike на кратко. Значи, Ерменија имаше еден голем геноцид, значи, се случи од страната на турците, тој 1913 година, во кој имаше многу доста бегалци, значи автоматски кога се случува криза од таков тип се дешаваат, значи и бегалски кризи и слично. Така да многу голем број на ерменци се низ светот ради тоа. Така, тоа го знам. Тоа е еден податок, значи тоа е геноцид, нешто како еврејскиот прогон. Буквално е дефинитивно. И сакам да кажам дека ние сме тука не по баш не за тоа. Значи, така. Пред да се случи геноцидот кај нас тука доаѓа нашиот прв, значи предок, како да кажам, доктор Гарабет, значи мојот татко го носи по него името ствари. И тој бил тука, значи ги лечел, не знам, партизаните, луѓето, значи бил доста хуман човек и доктор пред се. Така да некако по нештата изгледа му се усладил во земја и не решил да сами на тука. Па добро, да јас едино што знам за Ерменија е тоа што дека после оној геноцид, нели, што се случил, ерменците се разлетани по светот, меѓутоа пак му враќаат на светот со добро, му враќаат со култура, му враќаат со креативност. Значи се што имам слушнато за Ерменија од Америка па низ сите меридијани е дека страшно многу креативни луѓе. Дефинитивно, една благодарност до народот ерменски што ни праќа ваков уметник и добре дојде и добро вечер во Ориент Експрес. Ризлинг 2006 година, винарија Картал. Арома на зелено јаболко и кајсија. Нежни киселини во склад со овошјето, интензивен вкус со средно долг завршеток. Би го препорачал со козјо сирење и сува кајсија или пак некое пилешко во лесен сос. Немаме тема, тоа ни е една од задачите да немаме тема. Темата ни е да се подружиме со убаво вино. Вечерва ќе пиеме од Скопско виногорје, Картал. Една моја препорака и баш ќе живееме, значи. Ќе каснеме нешто што се надевам дека ќе го направиме подобро од тоа таму што си го пробал на темата на која ќе разговараме. Спомна Њујорк. Еве една паралела исток па запад.
кога беше последен пат во Њу Йорк? Па тоа беше на почеток на минатата година, значи имавме серија концерти со David Young Brothers. Така. И значи баш ми беше задоволство бидејќи прв пат и бевме практично тамо. А Њу Йорк е како и сите што знаат, значи метропола на културата, на сите збеднувања воопшто. Да. Но за нас има посебно значење пошто си го сакаме джезот ни е пред душа, Така. америчката музика и центарот на тие збеднувања тамо, значи Само викаат дека е втор центар на светот после Дебармаало. Не сум проверил, мислам дека е така. Па ја мислам дека е така. Дефинитивно се слагам. Да, во Њу Йорк се сретнуваат сите можни култури, вери, народи, националности по сите можни паралели. Дефинитивно. Сублимат на се што постои, Така. се што може да замислиме, дефинитивно. Така. Како јадат њујорчани, освен пицата кажам- што ја спомнавме пред некое време и оној хот дог. Сега ти кажам, значи Њу Йорк повеќето од население е overweight или пополнето, елегантно што се вика. Значи се големи љубители на храната. Сега не се многу поздравата храна, но има и такви што многу пазат на храна. А како ќе ти кажам, значи 80% од продавниците и гросери се обични што се овие, како да ги кажам, маркети, продаваат органска храна и неорганска. Значи веќе тоа е некој си стандард. Што е постои, значи не е више прашање дали имаш продавница за органска храна, секаде имаш органска храна. И ти објаснува дека е подобро да јадеш таа храна бидејќи не е загадена, бла бла бла. Да, органски произведената, не третирана храна и така, да, имаме. Значи они сакаат тоа доста да го конзумираат и го конзумираат. Значи можеби малце поскапо, но они си го конзумираат тоа. Иначе се големи гурмени, како да не. А со само тоа што кога ќе отидеш во Њу Йорк имаш индиски, кинески, тајландски ресторани, индонезиски, нивна онака баш грил, амерички Тексас фазони, знаеш? Да. Како да не отидеш да доживееш да јадеш нешто? Не разбрав дали има само македонски ресторани. Има и македонски, има и македонски. Има и скара дури, имаме видено дека има и скари, буреци, такви работи, све. Але малце треба да се подриш да го најдеш. Да, сигурно не е на главна улица. Не е на главна Мада улица. може и добро би поминал негде на Fifth Avenue да се отвори. Супер би било улица,
Цујо или како се да не рекламираме Да, сега да, таму да. Зајко или така нешто. Сигурно ќе биде интересно. Сигурно за ќе нив тоа. помине добро. Да, Њу Йорк е град кај што поминува се. Јас еве една моја кратка анегдота врзана за Њу Йорк. Пред известно време по прашање по трагот на храната бев во Њу Йорк и завршивме негде на Бронкс во еден огромен супермаркет кај што имаше од милион работи по се нешто, по многу, нели? Се подизгубивме малку, ама мене окото ми избега на едни маслинки. Добро. Значи имаше едно брдо маслинки. Да, да. Имаше зелени, имаше нели овие црни, Големи, мали, средни, да. сецкани ова, и двете купчиња на средината, али кога ќе речем купчиња, мислам на вакво брдо. Огромни планини. Да. Жолти маслинки, Да. лимон боја жолти и црвени црвени патлиџан боја. Така. Собственикот на маркетот не водеше на овај тура низ маркетот и од кај овие маслинки? Што е ова, се Не знае? знаевме, да, не знам од кај. И и онака мртов владен вика, ги фарбам. Да. Како ги фарбаш? Како ги фарбам? Елате со мене. Над маркетот посебна просторија, фарбара. Тотално бевме збунети, зашто не знаевме дека такво нешто Значи постои. фарбара на маслинки, видиш, ја не сум знал, не сум сретнал. Да, идеја за бизнес, фарбара на маслинки, иако се појавива сега по скопските маркети, сега, јас ова мој искуство е пред 10 години, али толку од прилика касниме за цветот. Трикот е тоа дека добрите, супериорни, ексклузивни ресторани во Њу Йорк бараат необични работи. Човекот се нашол тука со идеја да им угоди. И да излечи реакција кod тебе што ти излека. Апсолутно, да, затоа што тие беа барем 5 пати поскапи од оние обични се што ги фарбани, ви- да. Зашто се фарбани, тоа тоа е фантастично труд, добро да, изгледа. Во една убава салата и така натаму, а нешто од тие такви интересни јадења спремивме во кујна и ќе пробаме, се договоривме на пилешко. Да, дефинитивно. Имаме неколку интересни порции, тука кај нас има пилешко во десетина варијанти. Ќе пробаме нешто што мене посебно ми остави впечаток, го научив таму во Америка и нешто што со тебе разговаравме, едно маренго пилешко и едно балсамико, или ќе ги ставиме на средина па нешто ќе се скомбинираме. така, да видиме кој е подобар, дали Њу Йорк дали Скопје. Зашто да не? Зашто Скопје да не не? го даваме за ништо. И јас Скопје не го давам исто да ти кажам, нема споредба. Нема споредба. Секогаш кога ќе се вратим од патување од било кај, си го гледам значи аеродромот, покрај тоа што е значи мал и симпатичен, кога ќе влезам више во Скопје, кога ќе се видам она атмосферата, значи познатите згради, тоа качето мое, одма душа ми паѓа, значи како што треба. Тоа ми фали секогаш. Па види, затоа и еве, и ова емисија, затоа и овој наслов, затоа и вагонот воопшто, значи генерално движењето како такво, се движиме низ меридијани по луѓе, по географии. Многу интересно, да. Искуствата од гостите, овие убави, мали искуства, ни се значајни да ги споделиме и меѓу нас и пред Би ти гледачите. кажал е баш дека колку е мал светот. Значи баш сега кога збориме за Њу Йорк, бевме исто во Бруклин, едно време сместени. И како што шетавме да го гледаме, значи малото, пошто тоа беше злогласено мало на време. До 50-те години било мафијашко место Бруклин. Да, сега више не е така. Значи има луѓе што се плашат таму, значи више сега тоа сама урбанизирано. И сега гледаме на пицерија, која се вика Вини Велас. Значи не беше многу близко, си влеговме да јадеме. И си јадеме, значи пица, имаше стварно многу добри пици. И веќе, пошто толку ни се допадна, веќе си направивме пракса да идеме секој ден таму, на 2-3 дена и поминуваа. И третиот ден кога што седеме и јадеме, знаеш тој што работи таму, почна да збори нешто бла она како се штопариш, и го слушам нашиот јазик и не ми се верува. Звучи на нашки. И вака го гледам, викам, извини, од кај си ти? Викам, јас сум од Македонија. Викам, човече, 3 дена јадеме пица овде, на англиски се збориме еден со друг, а слушајмата се чуди дека се од земја, знаеш. И тоа беше многу интересно кога усред Њу Йорк, значи усред Бруклин, најгаш твој човек кај што не сонаш дека ќе го најдеш. Па после испадна дека пицеријата е на Вини Велас, кој уствари е глумец познат, кој глуми у серија Сопрано. Да. И тука имаше значи као слики дека доаѓаат Роберт Де Ниро и така сите фази кои се од бруклинска ареа, кои обожаваат пицата на Вини Велас. Да, Така за да Америка многу беше битно. интересно, да. Нели да дојдат познати луѓе и така им трга бизнисот. Дефинитивно. Али обично се мали места, знаеш, а се легендарни. Тоа е многу интересно таму. Не голем ресторан од овој тип, така, Дефинитивно. Имаше и За puno жал. ресторани, знаеш, индонезиски баш бевме, јадевме таму, мексикански ресторани. Има многу добро и претежно сите ресторани се автентични. Значи, кога идеш у кинески ресторан,
добиеш кинеска убава храна, значи не е некоја белица Нема гласа. импровизација. Се знае дека тоа е тоа. Значи тоа ми се свига што е Нью така. Йорк е оригинален по многу Исто работи. бевме у еден ресторан на Джастин Тимберлейк кој го И држи. Джастин Тимберлейк Да. има ресторан? Да, има ресторан Southern Со колегата да се поздравиме Джастин Тимберлейк, алал да ти е баце. Дефинитивно по препорака на една наша пријателка дека е негов ресторан. Да. И си има он баш у тексашки стил нешто така направен, интересно, има рибс, добри реберенца, ова, она, наши за тие што сега да живеат. И ни беше супер и као пола што ќе дојдат, као, кај е Джастин сега да го видиме, знаеш? Така е баш, не е на смена, дечко. Да, не е на смена, дечко има други работи. До банка е да плати данок. Да, интересно се види секој случај. Дефинитивно. Исто имаше некои бутици од Пав Деви кои ги држи Пибири или не знам, Да, Шон да. Комс како го вика. Да. Значи у Њу Йорк, знаеш, колку и да си, мислам каков и тип на човек да си меинстример, алтернативец, мора да видиш све, пошто не си го доживел иначе градот. Има многу ерменци во Њу Йорк, Па да ти кажам има, да. Дики сретна таму. Сретнав, дури имаат и разни институции, издруженија. Значи дури беа на нашиот концерт, значи само што слушна дека гостуваме, значи Како здружение. да, дојдоа значи едно десетина души и се испоздравивме онака срдечно кога ми се тетки, пошто имаше доста. Знаеш ли некој зборче ерменско? Како не знам, не многу, али знам да речеме што знам, едно се вика китик на ерменски. Не знам, би борал до 5 мег, јергу, јерек, чорс, хинг. Тоа се 1, 2, 3, 4, 5. Екзотично звучи. Интересно, да, тој е некој индоевропски група на јазици, значи не со арапски нема никаква врска.
али доста и сложен за учење. Значи јас немав ни време ни простор да го научам. Мојот татко совршено го владе, баба ми исто. Да? Они си пратува ветеремски често. Така да стално ми викам на баба ми зашто не ми одвоила малце време да ме поднаучи малце, нели? Баш за вакви ситуации кои идам низ светов и Се убави, да. убава работа е за чување Убаво на да си јазикот, знаеш. нели еве, сето она што го правиме сега во Македонија се трудиме да го сочуваме на овој или на оној начин. Дефинитивно. Ерменците со таа своја историја би требало, нели? Тие јазици се многу вредни и не смеат да се дозволи да изумрат по ниедна цена. Дефинитивно, да. Значи, Њујорк како таков, какво искуство покрај музичкото? Еве да прашам накратко, Таветијан Брадерс. Слушаме многу и слушаме на сите страни. Честитам за успехот и Благодарам. посакувам значи да излезе од овдека да излезете на сите светски нивоа, затоа што Благодарам. навистина заслужувате. Посебно ми е драго бидејќи се работи за џез. Овде се околу нас, ако можеш да приметиш, е џез варијанта ни е. Супер атмосфера. Да, го викаме џез вагон, затоа што и со музика и со храна патуваме и сакаме да ги чуеме искуствата од гостите. Оние најскриени, симпатични, убави, и да Интересни, пробаме да. да го тоа да ловиме или да го вметнеме во милјето на нашиот вагон. Затоа и патуваме постојано. Супер, супер, одлично. Баш ми е Каков драго е? што сум се во вашиот вагон, значи екстра е тоа. Каков е Њујорк од твој аспект? Па како што го замислов да ти кажам, обично неам секојаш, значи не е исто како што сум замислил и нештото кога ќе доам таму, но сепак Њујорк е еден град кој иде 100 на сат, значи тоа јас сум одушевен дефинитивно, иако знаев дека ќе биде така, но пред се уште кога стигнав таму, видов значи за каква големина, фреквентност, значи гостина на разни, како што кажете, националности, луѓе, култури, интереси, најразлични, не знам, активности и ти ги гледаш у еден момент и еден ден дори може да се деси. Значи првиот судир со Њујорк ми беше прекрасен, значи гледаш огромни архитектонски зданија, модернистички, значи луѓе од сите раси, значи прво културниот шок е тој, значи за некој што не бил да речеме уште поголем. Апсолутно да. Така да дефинитивно на прв поглед сум фасциниран од фреквентноста на нештото што Брзината, убаво го кажа, 100 на сат е 100 на сат, синоним дека дефинитивно. таму дефинитивно се случуваат работи и тоа Њујорк вози напред. Дефинитивно со секој Њујорк поглед. се движи. Второ нешто што ми беше многу интересно, а тоа што сум слушал дека луѓето се таму многу бизи, дека се многу ладни или не знам слично, не е така. Значи имав можност да видам дека не е така. Значи самото пристигнување кога не носеа значи до станот, по патот веќе направив две познанства со луѓе што прво ги гледам живо. Апсолутно. Значи се многу срдечни. Најотворените Претежно њујоркерите луѓе кои на се таму свет. кои живеат се едни од најсрдечните луѓе. Ако треба ти помогнат за било каква ориентација се тука, дури мене ми се случи да побарам една музичка продавница, да речеме на Мехетан и човекот застане ги ости торбите, ми извади мобилен со GPS да ми покаже кај е тоа. И дури ја му реков немаш потреба толку најзад. Њујорк една интересна паралела како што рече 100 на сат со сите оние дешаванки. Сакам да верувам и ете да се потсетам дека и Скопје живееше некогаш така. По прашање на ноќен живот, по прашање на срдечност, по прашање на приемчивост за странци, туѓинци и луѓе од дојдени од секаде. Сега му се случува мала рецесија, нели се ова што е околу нас и така. Ама работиме на случајот да го вратиме Скопје по таа патека на 100 на сат. И сакам да верувам дека тоа нешто ќе се врати. Едно од нештата што посебно ме радува за Скопје и затоа е и сето ова вака како што е денеска, е еден нов момент кон винската култура, значи ова што почнеме да продаваме вино, почнеме да имаме да комуницираме со луѓе кои разбираат вино. Да. И интенцијата што се чувствува низ воздухот, исто пак ќе кажам, сакам да верувам дека е тоа така и тоа се надзира, а тоа е глобалната позиционираност на младите, на вас младите. Иако сме исто годиште, сега би те исперсирал, да, на вас младите, тој мотив, тој порив да се излезе надвор, да се покаже дека и оваа наша Македонија има што да покаже и дефинитивно Како има. покажува. Како има. Њујорк од аспект на музика. Како би го Страшно, тој е коментирал? ураган музички, пази. Мислам, тоа е град во кој што во една вечер се случуваат околу 40 представи
на класична музика, да што е филхармонија, што е солистички настапи, уште толку бродвејски шоуа, театарски, значи концерти, сигурно има 50 во вечерта и тоа зборам за фул шоу, значи концертни, не зборам за клуб, за клубовите, иако Њу Йорк е познат по клубската, значи сцена, пошто сите знаеме дека џезот е, значи колевка на џезот е од америчките клубови, дефинитивно. Нью Орлеанс и во последно време Манхетен, пошто е центар на светот. Значи прво нешто што бев одушевен е тоа што колку е не е исфолиран градот. Значи иако е најубав, да речеме, не е исфолиран, ги има сите оние автентични места кои останале од 30-те години исто. Значи имавме шанса да влеземе во најпознатите џез клубови кои што се Blue Note, не знам, 55 Bar, Village Vanguard, кај што ќе ги видиш најдобрите џез музичари во светот, кои доаѓаат до Европа за по $10,000 само на концерти. Таму свират во клуб. И сега некој ќе се запраша како е можно за некој што е толку скап, да речеме, недопирен, недостижен, да го видиш обичен клуб за 20 души што се. Управо тоа е интересно Њу Йорк што јас се одушевив, бидејќи оние почитуваат традицијата. Апсолутно. Значи еден човек како Чарли Паркер или Дизи Гилеспи го поминал својот живот у одреден клуб во Њу Йорк, да речеме. Таму и отишол и умрел што се вика. И во тој респект самите артисти доаѓаат таму да свират од чест, од респект, значи парите не се никакви битни. Значи да го одржат духот на тоа што било некогаш. Тоа е многу битно според мене и тоа се одушевив. Значи ја бевме баш 55 Bar, го гледавме Майк Стерн, познат светски гитарист џез, кој седеше со нас и пиеше пиво, си направивме муабет и ни објаснуваше зошто свири таму, зошто нели кога го гледаме Европа само на големи концерти. И баш он ми го правеше тој муабет како од голем респект према луѓето што свириле таму и он го прави тоа. Веќе Скопје нема клуб. Скопје имаше клубови, многу. Така? Но кај нас проблем е континуитетот. Значи сезонски сме, се што се деча е сезонски за жал. Тешко се одржува. Имавме џез клубови, имавме рок, значи се слушува од Lady Blue, не знам, House of Jazz и многу други се претходно. Се слушувале по година-две да траат, значи да свират кај што јас доаѓал сум свирал. Значи имало урбана некоја атмосфера за луѓето што сакаат нешто освен мејнстримот, знаеш. Ама за жал економските или не знам комерцијалните потреби секогаш го стимнувале тоа. Знаеш дека е тренд во прашање, Скопје живее по Да, трендови. дефинитивно, ние сме многу трендовски град. Дефинитивно пратиме, мислам, може да се нафураме цела нација на нешто и после да Дали ни изгледа падне дека и лесно се откажуваме од тие трендови. за среќа. Тешко ни оди одржување на некоја традиција или воспоставување на некоја традиција. Па имаме некоја традиција, но да, се слагам Скопје со има тебе. џез публика, нели? Има, да. Според тебе. Па според мен има, пошто веќе 30 и нешто години има џез фестивал кој е посетен во просек добро, што е за почит дефинитивно. Сега не е битно дали они живеат у музиката или дојдоле помодарство. Чим се тамо, значи ги занима, нешто ги заинтригирало во таа музика дефинитивно. Значи може да кажеме дека имаме џез публика. А процентуално колку што има население, имаме супер публика, искрено, пошто Да се на 2 надеваме милиони- дека тоа ќе се врати, бидејќи, нели, Cotton Club, америчкиот, да, е желба одавна да се направи клубска атмосфера, клубски амбиент. Би било добро да го направиме тоа, затоа што Дефинитивно. веќе ве има многу добри, перфектно добри музичари кои, ете, ретко тоа- имаме тоа прилика е да ги неминуабен слушнеме процес. тука. Благодарам, Скопје расте, станува голем град. Еве ние транзитираме низ Скопје. Носиме искуства од гостите, носиме искуства од нивни убави доживувања во светот на музика, дружба и така натаму.
Дики да се трудиме Скопје да си го направиме наш Њујорк, уште еднаш на здравје. Мали пари се го викам, али добро, може Мали Њујорк. пари с малку тука, па преку Вардар Њујорк и така, да собереме се што е убаво преку овие искуства, преку Дефинитивно се слагам со тебе. оваа емисија и Па, искрено ти кажам, сите луѓе што се од целиот свет што дошли во Македонија, Скопје, па не сум сретнал ни еден до сега што е нешто лошо рекол и што нема се допаднала нашата земја, а поготово нашиот град. Сите се одишени. да, точно е. За Чак и сите амбасадори странци. речи нема сите назад. Да, ги расипавме Ги и расипавме, готвивме, сега да останат тука, Види. Дефинитивно дека сме добри домаќини. Тоа е екселанс. Тоа е факт, дека сме незлонамерни луѓе, дека сме добронамерни во тој смисол. Мислам дека сме на добар пат, имаме добра музика, имаме добра храна, имаме добри места, имаме добри луѓе. Секако, пред се имаме Така, капацитет да едноголемо добре дојде за сите што сакаат да дојдат и да не посетат. Ориент Експрес одвози од сите дестинации, сите патишта водат кон Скопје. Така е. Ми се извинуваме на Рим, годинава ќе биде наша, да си дадеме една добра, позитивна, убава енергија и да продолжиме понатаму. Дефинитивно се слагам. Само со позитивна енергија пред се. You'll always have passion.